Ова утро ве поздравувам од убавиот амбиент на Рамстормол, каде што сум заедно со нашата позната виолинистка Пламенка Трајковска, долгогодишен член на оркестарот на Македонската филхармонија и долги години позната по работата со нејзиниот камерен состав, односно камерни состави прилагодени за повеќе потреби, кои што беа максимално ангажирани во тек на декември за новогодишните празници, а тоа секако беше убав повод да се видиме, уште еднаш да се дружиме пред камерата на телевизија Алфа и Пламенка, да направиме едно убаво резиме за една успешна и многу активна година за тебе, но и за сите твои соработнички. Добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Навистина ми е драго денеска Ирена што ме покани да разговараме за сето тоа што се случуваше минатата година во овој преубав амбиент на Рамстормол. Навистина 2024 година беше исклучително интензивна година, плодна година за малите камерни состави, за мене како виолинист, како композитор. Пред се целата година започна со еден убав проект. Проектот имаше наслов My City, My Voice, каде што бев поканета да искреирам композиција базирана на звуците од градот Скопје. Следеше концерт во Истанбул, каде што имаше манифестација Жените од светот, каде што интерпретирав мојата нова композиција Ламенто Вело. Понатаму во месец мај ја промовиравме Одата на радоста во кросовер стил со гудачкиот квартет. Следеше еден многу интересен концерт Балканско патување, за кој што искомпонирав 16, односно аранжирав 16 композиции земени од балканските простори, кои што имаат слична музичка тема, слична ритмичка структура, практично во сите балкански држави. Меѓутоа, во нови аранжмани за гудачки квартет. Понатаму, последниот дел од годината го посветивме уште еднашка за уште еден концерт во рамките на есенските музички свечености и се разбира декември секогаш е резервиран за предновогодишните настапи, настани така натаму. Тие многубројни настапи и таа успешна и активна година ја заокруживте, меѓу другото и со еден убав настап токму тука во Рамстормол, концерт со пригодна новогодишна програма на кој што можат сите да уживаат во класичната музика и чинам Пламенка дека посебно треба почит да упатиме до напорот што го вложуваш како музичар да ја доближиш популарната класична музика до пошироката публика. Се разбира, значи секогаш кога станува збор за предновогодишните настапи, за таквите настапи правиме избор од кросовер, односно спој на класична музика, модерна музика, спој на гудачки инструменти со популарна поп музика. Се разбира, тоа го правиме по примерот на виолончелистот Хаусер, виолинистот Дейвид Герет и практично тоа ние го работиме со нашите мали камерни состави, така што ете и во Рамстор имавме таков избор на музичка програма, каде што големите, значи многу познатите композиции од големите мајстори на класичната музика кој Јохан Себастијан Бах, Бетовен, ги на некој начин ги обработивме за гудачки состав, меѓутоа во кросовер стил, значи со модерни музички елементи, со танцување, со атрактивен аутфит и така натаму. За тебе лично, ова измината 2024 година беше и јубилејна година. Така е, Ирена. Значи, оваа година за мене значеше 30 години работа во филхармонија и навистина не сум ни толку свесна како помина сите овие 30 години, меѓутоа во секој случај се чувствувам радосна и исполнета, бидејќи практично најголемиот дел од мојот животен век го посветив на музиката, на класичната музика, на музицирањето со моите колеги, колешки од филхармонијата и кога ќе се сврти човек наназад, навистина си прави анализа и си вели да, па и повторно се родев, јас истото ќе го правам.
И не само што беше твоја јубилејна година, туку и твојата матична куќа Македонската филхармонија одбележа голема годишница, 80 години јубилеј на Македонската филхармонија. И сега кога веќе еве оставаме позади нас една цела година и уште едно успешно поглавје, какви се плановите за следната, односно за оваа нова 2025 година? 2025 година повторно ќе биде во знакот на еден голем јубилеј, а тоа е 30 години успешна работа со малите камерни состави, така што веќе ќе започнеме со промоција на еден нов албум, кој што е веќе сниман во декември месец. Тоа се композициите од концертот Балканско патување, каде што ги снимавме со Гудачкиот квартет, и сега практично можеби една по една композиција ќе ги промовираме како синглови. Имаме посебен план за тоа како да ги донесеме до македонската па и до светската публика. Понатаму во секој случај ќе креираме уште барем 2 кросовера. Едниот ќе биде на тема класична музика, а другиот ќе биде на македонска фолклорна тема. Така што верувам дека 2025 година секако ќе биде многу интересна, многу динамична за малите камерни состави, повторно во светлината на 30 години моја успешна работа со малите камерни состави. Тоа значи дека не очекува уште една година во која што ќе можеме да уживаме во многу ваши настапи и многу ваши концерти во Скопје, но и секаде ширум земјава. Се разбира и се разбира дека вас ќе ве информираме и публиката на Алфа телевизија да не проследат, на некој начин да уживаат во нашите нови музички креации. Пламенка, ти благодарам за интервјуто. Благодарам на поканата.